Поради неприсуство на адвокатот на одбраната и на обвинетите во судот во Куманово се одложи судското рочиште во кое прво обвинет е председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев по приватна тужба од генералниот секретар на ГРОМ Виктор Цветковски. Според членот 151 од Кривичниот закон, председателот на СДСМ Заев и Мартин Костовски, председател на општинската организација на СДСМ Куманово како физички лица и СДСМ како правно лице, се обвинети за неовластено преслушување и објавување на снимен материјал. На четвртото судско рочиште беше присутен само трето обвинетиот Костовски. Цветковски вели дека целта на овој судски процес е за, како што рече, за волја на вистината да се докаже кои беа мотивите за едно вакво кривично дело и да се стави крај на ваква пракса, за политички поени некој да објавува приватни снимени разговори. Јас како приватен тужител исклучиво имам за цел да за волја на вистината да докажеме кои беа мотивите за едно вакво кривично дело и да ваква пракса во Република Македонија ставиме крај, да некој за политички поени доаѓа во позиција да објавува приватни разговори, како и да за цел да има дискредитација на личности, и сметаме дека ваквите процеси треба да стават крај на вакви ситуации кои што во Република Македонија гледаме доста често се повторуваат. Ние во претходната постапка, истакна Цветковски, ги изнесовме сите комплетни докази, изведување на сведоци и материјални докази. И сега на потеќе одбраната Зоран Заев, Мартин Костовски и представникот на СДСМ да кажат зошто тоа го направија со снимање и објавување на снимките. На новинарско прашање која е казната доколку тужените бидат прогласени за виновни, Цветковски не сакаше да шпекулира и рече дека одлуката е во рацете на судот. Така да казната ќе ја мери во случај доколку бидат прогласени за виновни судот. Така да не би да шпекулирам во тој дел. Законот е јасен, има простор и можност, освен што за правното лице е исклучиво парична казна, за физичките лица има можности за построга казна. Има од парична до казна затвор. На минатото судење одржано на 9 ноември, исказ даде тужителот Виктор Цветковски, а беа сослушани градоначалникот Зоран Дамјановски, Трајче Трајковски, Зоран Петрушевски и Маја Димич. Судот следното рочиште на кое свој исказ треба да дадат Зоран Заев, Мартин Костовски и представник на Социјалдемократскиот сојуз го закажа на 20 јануари 2017 година.